11. март 1943 година. Во зградите на сегашниот Скопски монопол, бугарските окупатори во еден ден ги собраа сите македонски евреи. 7132 очајници во наредните 20 на дена во 3 товарни композиции тргнаа на своето последно патување. Беа одведени во еден од најозлогласените концентрациони логори во Полска, Треблинка. Оттаму не се врати ниту еден. Оваа бројка, во споредба со 6 милиони евреи погубени во текот на војната во Европа, не е голема. Меѓутоа, за нивните пријатели во Скопје, Битола и Штип, загубата беше ненадомеслива. Уште повеќе, ако се имаат предвид мачењата и дискриминацијата што им претходеа на нивното физичко истребување. Дискриминацијата што ја преживуваат тие од бугарските окупациони власти, длабоко ја чувствуваа и нивните сограѓани, со кои ги врзуваше 1000-годишно заедничко живеење. Македонските евреи со германската окупација знаеа што ги очекува. Меѓутоа, едно време живееа во илузија дека бугарската окупациона власт ќе ги заштити од предавање на германскиот рајх. Таквата илузија им ја подгрејува и бугарските власти во новоослободените краишта, како што бугарските окупатори ја нарекуваа Македонија. Настаните што следуваа веднаш по влегувањето на освојувачите не одеа во прилог на тие ветувања. Бугарската окупациона власт веднаш мошне темелно започна да се подготвува за економска, политичка и конечно физичка ликвидација на евреите. Октомври 1941 година. За македонските евреи започна најбезмилосна економска дискриминација. Од овој ден им беше забрането да се занимаваат со индустрија и трговија. Пред тоа мораат да ги повлечат сите пари вложени во разни финансиски институции и деловни здруженија и да ги депонираат во бугарските банки. Беа принудени да распродадат се или пак предпријатијата да им ги отстапат на лица од нееврејско потекло, да го декларираат сиот движен и недвижен имот. Секое ситно прикривање беше безмилосно казнувано. Со ова македонските евреи практично беа економски уништени. Напоредно со економското се одвиваше и нечуено политичко угнетување. Евреите во царството Бугарија, а особено македонските, се прогласуваат за непријатели на државата. Македонските дури имаат и посебен статус. Не се признаени за бугарски државјани. Остануваат југословенски граѓани, а престојот на територијата на Бугарското царство се принудени да го плаќаат со по 30 лева годишен данок. Тие се надеваат дека бугарската држава, доколку се нејзини граѓани, ќе им обезбеди заштита, како и на 50.000 евреи во границите на предвоена Бугарија, кои не беа приклучени кон бескрајните колони на логорите на смртта. Јули 1942 година. Доаѓа нова наредба. Секој евреин на вредноста од движниот и недвижен имот, кој веќе е регистриран, мора да плати 20% така наречен еднократен данок за издршка на бугарската окупациона администрација која управува со нивниот имот. Сиот еврејски имот е евидентиран, а парите депонирани во банките, меѓутоа не можат слободно да ги користат. Сето тоа има единствена цел – да се декларира се она што поседуваат евреите, за да се знае на што може да се смета при нивното конечно ликвидирање. Социјалната дискриминација беше стравотна во 1942 година. Во овој период евреите не можеа да бидат службеници во државните и полудржавните установи. Нивните деца не смеа да ги посетуваат редовните училишта, да се селат од место во место. Им беше дури забрането слободно да ги избираат имињата на нивните новороденчиња. Ноември 1942.
Кон крајот на 1942 година, Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија упати повик до евреите во Македонија да се вклучат во народно-ослободителната борба. Во него најдетално им се укажува на страшната несреќа што ги очекува и на се што им подготвуваат германско-бугарските фашисти. Овој и многу други индивидуални апели придонесоа еден помал дел евреи да му притекнат во помош на народно-ослободителното движење со материјални средства, остапување станови за илегалци и со директно учество во народно-ослободителната борба. И на таков начин ја избегнаа смртта повеќе еврејски семејства. Од почетокот на борбата до конечното ослободување на земјата, активно се бореа 60 евреи од Македонија, меѓу кои има и народни херои. По војната, многу често е поставувано прашањето зошто излегувањето во партизани и заслонувањето во илегала на евреите не било помасовно. Се заборава меѓутоа еден важен факт. Имено, дека кон оваа народносна група во Македонија окупаторот имал посебен однос. Секој поединец што би исчезнал, повлекувал безмилосни репресалии за целото семејство, во кој имало неаки деца и жени и безпомошни старци. Се заборава исто така дека тоа биле отпишани луѓе за чија физичка ликвидација се барало само повод. Јануари 1943 година. Евреите во Македонија го губат собственичкото право на стамбените згради. Им се ограничуваат просториите за живење, а во собствените куќи им се забранува да склучуваат договори со станарите. Нивните стамбени згради од овој датум практично се ставаат на располагање на бугарската држава. Во исто време, нечуената социјална дискриминација е дополнета уште со неколку срамни белези. На секое еврејско живеалиште или дуќан е истакнат надпис еврејско живеалиште или еврејски дуќан. Секој производ од еврејско потекло морало да биде посебно обележен. На секоја врата е истакнат список на жителите евреи. Секој евреин или еврејка постари од 10 години биле на реверот обележани со така наречената Давидова звезда, жолта шестокрака звезда, знак на непожелност. Во втората половина на 1942 година и во почетокот на 1943 година, во македонските градови евреите не смеле да се движат низ главните улици, низ градскиот парк, да посетуваат театар и некои попознати градски локали. Февруари 1943 година. Наредена е брза ликвидација на занечијските еврејски дуќани. Секој занечија во најкусо време треба да го ликвидира дуќанот или пак машините и алатите во бесцение да ги остапи на лица од нееврејско потекло. За неполни 15 дена е ликвидирано целокупното еврејско занечиство во Скопје, Битола и Штип. Парите се вложени во банка, но со нив собствениците не можеле слободно да располагаат. Во овој двегодишен период, помеѓу Химлер и бугарската влада на Филов, се водат долги преговори за депортирањето на евреите од Бугарија. Преку германскиот ополномоштен министер во Бугарија, Бекерле, Химлер бара да бидат депортирани сите евреи од царството Бугарија. Бугарската влада се противи на тоа и ги нуди само евреите од така наречените новоослободени краишта, како што ја наречуваа Македонија и Беломорието. 2 март 1943 година. На крајот, по долгите преговори, е најдено решение. Министерскиот совет на царството Бугарија се согласува на германскиот рајх да му ги предаде евреите од Македонија и Беломорието. Од тогаш натаму, грижата за нивната несрекна судбина ја презема германската фашистичка држава. Истиот ден е донесено решение за конфискација на сиот имот на иселените евреи од Македонија. 11 март 1943 година. Скопје, Битола и Штип на 11 март 1943 година осамнаа во блокада.
Ноќта беа мобилизирани сите запрежни возила и верните чиновници на бугарската окупациона власт. По однапред разработен план, дента беа собрани сите евреи и до вечерта доведени и сместени во зградите на Скопскиот монопол, кои беа привремено приспособени за концентрационен логор. Тука во овие згради беа сместени преку 7000 лица, изнемоштени старци, жени и дечиња. Во секоја просторија по 80 лица. При собирањето не смееше да се прави никаков исклучок. Се што е живо и дише, тој ден мораше да биде во логорот. Беа собирани луѓе и пред умирање и породилки од болница. Доколку не можеа да се движат, ги носеа со запрежни возила. Тука тие поминаа 20 дена до нивното конечно заминување во логорот на смртта Треблинка во Полска. Зданието во кое се собираше тутунот веќе беше определено за логор. Монополот беше составен од неколку многукатни зданија, заградени со голем двор и висока дрвена ограда. Во самиот двор се влегуваше низ едно патче каде што имаше барака. Колите доаѓаа до бараката, го фрлаа багажот внатре и се враќаа за да донесат други. Оној што ќе влезеше во логорот не можеше да излезе. Во логорот бевме подложени на плячкосување без разлика на староста и на полот. Ни беа одземени сите пари, скапоценности, лекови, часовници, прстени, кошули, пешкири, веш, кондури, кебиња, мантили и се што сака одделните агенти што го вршеа претресот. Агентите при вршењето на сето ова беа страшно неучтиви и груби. Животот во логорот беше страшен и мизерен. По неколку стотини души бевме збиени во монополските магазини, каде што смрдеше на тутун, на нечистотија.
Многу души што беа нежни со здравјето, а и децата, уште од првите денови во логорот се разболни. Немаше ден да не умре по некој од евреите. Ако некој имаше поубави алишта, го прашуваа дали има скриени пари. Потоа земаа ножици, му ги сечеа алиштата или му ги скратуваа панталоните и палтото смејќи му се. Рабинот од град Штип беше насекаде претресен. Откако го мачеа, му ја распараат црната мантија од грбот додолу. Рабинот се тргна со своето семејство настрана. Злосторниците се смеја, а тој плачеше. Тоа не е ништо. Имаше уште пожални слики. Во амбулантата имаше млади девојки како милосрдни сестри. Господата полициски началници се подиграваа со младите моми. Ги водеа момите во канцелариите и не знам што им прави. Тие се враќаа со солзи во очите и трепере.
נשפכו דמם באושוויץ מיידנק Treblinka ובשאר מחנוס השמות באירופה שנהרגו ושנשרפו בכל מיסויס משינויס ויחזוריוס שאנחנו בניהם ובנוסיהם, אחיהם ויחוסיהם, נודרים צדוקו ביד הסקורס נשמו אסיים. וגני דם תהיה רחמים יום ססר כנופוף ליועלומים ויתרויר Во Скопскиот привремен логор од Македонија се собрани 7315 лица. Од логорот како лекари и странски државјани се пуштени 165 лица. Побегнале и умреле 6 лица. Во логорот на смртта Треблинка од Скопје се одведени 7144 лица. Ниту еден од нив не се вратил жив. Adinoi hunachlusom, wir noch